секоја средба во Астрорум, секој еден разговор не збогатува, претпоставувам зашто се работи за навистина комплексни личности, успешни луѓе што уживаат во уметноста, во културата. Но посебно не радува кога имаме автори на литература за деца. Бидејќи ќе се сложите, имавме една голема дупка меѓу оние од нашето време и овие што доаѓаат денес, кои што се интересни за модерните деца. Денес имам пред мене еден дипломиран социолог, мислам дека е магистер по комуникација и има завршено филмски коледж. Станува збор за Бистра Георгиева, која што е во фокусот на интересот заради оваа огромна джиновска продавница за фантазии, ставена во една сликовница, и таа е доказ дека кога се сонува на големите успеси веднаш доаѓаат. Бистра, добре дојдовте во Астрорум. Добре најдов. Ова веднаш привлекува внимание. Јас не верувам дека целта беше туку така да се привлече вниманието на детето, меѓутоа кога некој ќе ја земе во рака джиновската продавница за фантазии, ќе види дека овие прекрасни цртежи не трпат помал формат. Дали така решивте да се случи или просто тематиката се работи за джин, кај джиновите се мора да биде джиновско? Па и од двете помалку. Јас никогаш не размислував како кога ќе биде завршен продуктот, односно книгата на дело, дали ќе привлекува на тој начин. Мене ми беше важно да ја напишам и целиот концепт кога го имав, кога го размислував практично, мислејќи за джинот, нормално дека нему му доликуваше да има джиновски формат на сликовница. И меѓутоа целата инспирација, кога си размислував и вака некои луѓе кога ме прашуваат од каде и зошто джиновски формат и джиновска сликовница, некаде така задлабочувајќи се во моето детство, се сетив на Бушавата азбука, која беше исто така во джиновски формат, ја имав како дете и таа ми беше една од омилените сликовници, тогаш уште не знаев да читам и беше исто така, можеби поголема, сега не се сеќавам, за жал не ја чувам. И некаде ми останата таа фасцинација од толку голема книга и веројатно на подсвесно ниво сум сакала да дадам некое такво дело. И кога стана джинот, всушност главен лик, си реков, па да, тоа е джиновски формат, бидејќи е джин. Има целосна логика во тоа. Сликовниците не би биле тоа доколку цртежот, илустрацијата не е таква. Велите и самите кога не сте знаеле да читате, она што ве фасцинирало е она што сте го виделе. Илустрациите се на Моника Каретеро. Кај нас преку вас ќе стане позната, меѓутоа беше непозната авторка која што на шпанското говорно подрачје и е многу позната, големо име. Вие остваривте една соработка што еве веќе резултира со големи успеси. Да, ова е втора соработка. Моника Каретеро и јас работевме на првата наша заедничка. Да, приказна за Отото и Ото, која што е сега во дел од градинките и училиштата и служи како дидактички материјал. Јас ја најдов Моника на Facebook. Ја следев незината работа и ми беше многу, незините илустрации ми беа многу инспиративни, уште пред да ја напишам Отото и Ото, и се обратив многу едноставно и така се запознавме. Ние никогаш во живот лично не сме се запознале. Се уште не се познавате. Се уште, за жал, многу сакам да се запознаеме. Еднаш се имаме слушната и само по телефон, се друго е комуникација преку имејл и таа не разбира ниту англиски, јас не разбирам шпански. Да, значи ама се разбираме, уште преку првата сликовница, она како што викаат, кликнавме некако на ниво на енергија и одма се препознавме. Таа кога го прочита мојот текст за првата сликовница, се воодушеви и рече дека со задоволство ќе го илустрира и потоа и за втората се разбира. И некако таа соработка е просто како еден човек да го има правено. Многу е врзани сме една за друга. Значи не мора се да биде толку сложено и мачно, туку ако се препознаете во првиот момент, течат работите. Јас не верував, значи јас ја имам само следено на Facebook и потоа кога проверив која е всушност Моника Каретера, таа не е позната само во Шпанија, туку е една од моментално најдобрите илустраторки и таа и самата е автор и на приказни за деца на ниво на Европа, значи ги има добиено едни од најпрестижните награди на сајмот во Лондон и во Америка и во Шпанија. И ама ете,
можело да биде и лесно. И токму се радувам што тука имате да ни соопштите една убава информација, дека не се опира приказната само на македонското издание, туку сега таа доправа ќе го почне својот живот. Да, шпанска издавачка куќа, веќе потпишавме договори двете за Джиновската продавница за фантазии, која што ќе се издава на шпански јазик и на каталонски за територија на цела Шпанија и на цела Латинска Америка. И тоа е една убава новост, ќе се издава до крајот на оваа година. И едва и чекам да сега видам шпанската верзија на ова дело. Јас мислам дека конечно со Моника ќе се запознаете, ќе морате да одите на нека заедничка промоција. И искрено, едва и чекам да ја сретнам. Вие сте и различни возрасти. Ние сме и различни возрасти. Таа е постара од мене, мислам околу 10 на години. Една моја многу блиска другарка, случајно налета на нејзе во Мадрид, бидејќи ги знае илустрациите, и се запозна со нејзе. И ми прати од таму слики, ми прати подароци нејзини мајци кои што ги илустрира, бидејќи работи многу други работи. И тоа е единствениот најблизок контакт што сум го имала со нејза, ама навистина едва чекам да ја запознам во живо. Другарка ми вели дека има вистински таква енергија каква што и би очекували. Да, и дека е слична на мене. Да, тоа е одлично. Да. Од кога ви е желбата да пишувате за деца? Како дојде, да речеме, вие бевте во еден свет, ви интересираше филмот, вашето искуство, понатаму во емисијата ќе проговориме каде се работевте. Се очекуваше од вас дека ќе имате работа со возрастни луѓе. Но еве втора сликовница успешна за деца и сигурно нема да се опрете овде штом со Моника тргна вака со работката и сигурно и со домашните илустратори. Следевте илустрации, освен што лично сакавте сликовници. Вие вашето, како велат, крушата под круша, паѓа, вашата мајка Јагода Михајловска Ѓоргиева е блиска до пишаниот збор и предпоставам дека ви инфицирала некако. Да, веројатно за двете работи ми инфицирала. Мајка ми е писателка, има напишано 2 книги за деца и за возрастни, меѓутоа и се занимавала со филм. И веројатно таа која што ме инфицирала и за филмот и за, предпоставам, и талентот за пишување. Не предпоставам, туку знам дека ми е за нејзе. Од нејзе. Јас никогаш не планирав да пишувам приказни за деца, веројатно сум била секогаш добар раскажувач за деца. Меѓутоа во времето кога работев во ОХО, тоа е продукцијската компанија која што стои за проектот 5+, да, Петко, тогаш работев интензивно на сценарија и развој на сценарија и едукативни цели, бев навистина вклучена во тој детски проект. И во еден момент кога требаше да се прават сликовници и да се поканат автори кои што ќе пишуваат за сликовници, продуцентот Петар Талески веројатно, неверојатно туку ја препознал мојот талент, дека можеби би можела јас да напишам и ми се обрати и ми рече ајде да напишеш сликовница и ти една. Јас реков така се роди ото и ото, да, во продуција. Јас реков нема шанси. Јас тоа не го работам, јас сум фокусирана на друго, не сум способна тоа да го направам. Меѓутоа тој инсистираше, рече седни и напиши. И тогаш дури бев и така лута некако, меѓутоа се од овој аспект нормално дека сум благодарна за таа иницијална иницијација што ми ја дал. Седнав и напишав. Јас во суштина пишувам многу брзо, седнувам и пишувам, нормално потоа се навраќам на приказните. Седнав и напишав и мене пред се многу ми се допадна тоа што го напишав и нормално му се допадна и нему и на сите и редакторите кои што беа и така се случи. Потврдите стигна, после тоа што влеговте во системот образовниот, тоа е доволно потврда. Да, и така се случува тоа. И потоа веќе кога имате едно дело зад себе, само чекате да ви дојде инспирација или да не се лажеме, некој е многу важно да ве поттикне да го направите следниот чекор, особено ако не се занимавате со тоа константно. Така втората сликовница ме поттикна Билјана Црвенковска, која што беше тогаш уредник во Арсламина и ми рече ајде да напишеш сликовница. Јас сосема друго работам тековно и не бев спремна, ниту бев во расположение, ниту има време, но ми даде рок и исто така седнав напишав. Значи вие функционирате, некој кој ќе ви даде задача, одговорни сте да ја исполните. Да, тоа ми е добрата страна, одговорна сум, ако се нафатам, ќе го направам. И сега тука многу е специфично, нормално, бидејќи инспирацијата не доаѓа туку така. Не е како секоја друга работа. Меѓутоа, ако ми се даде доволно простор,
Ама вам брат ви и снави ви дадоа доволно инспирација со тројца внуци, така што сега веќе имате каде да ги проверувате вашите сликовници, како функционираат. Да, ми даваат низ годините, среќа што имаат 3 прекрасни деца и среќа што живееме на исти спрат, па јас им прилика многу често да ги гледам и да се дружам со нив, уште најмалиот кога беше, да им раскажам разни приказни кои што сама ги измислувам и да нормално се уште тоа се случува. Или ги носам кај мене дома и ги шетам низ станот и измислуваме различни приказни и ги заспивам. И да, тоа е инспирација, иако тие не ги запишувам потоа. Тие ги памтат, јас ги заборавам. Снимач. Може треба да се вклучи снимач, иако не сакам тоа да го правам. Ама да, инспирација се голема. Голема. Затоа што ја гледам нивната реакција, кога гледате директно од деца реакција како реагираат, тогаш сте сигурни дека е успешно тоа, дека функционира кај деца, дека им е интересно и се. Мислите дека по однос на литературата ќе продолжите да работите во доменот на децата или можеби ќе се решите тоа да биде нешто за повозрасната публика? Имате досега пишувано нешто, раскази, есеи? Имам, да, за своја употреба. Немам издадено, или барем не се сеќавам, немам. Не знам да одговорам на ова прашање со сигурност, бидејќи како што не знаев дека ќе влезам во ова пишување, не можам да речам не можам ни да речам да, така што ќе видиме каде ќе ме носи патот и како ќе бидам инспирирана. Ајде за вашето работно искуство, го споменавме Охо, и таа детска серија се издигна на нивото на кое што се издигна, стана атракција, вистински бренд. Секоја година како манифестација веќе се приближува до едно златно славече, до тие фестивали. Работевте 5 години со... Да, отприлика 5 години. Да. Вашата задача беше, споменавте, развој на сценарио, пишување на едукативните цели, синопсиси, значи не работевме само значи таа е комплексна серија, кој нормално кога се работи за деца. Јас дојдов во периодот точно кога таа преминуваше од емисија, прво беше емисија во живо, и беше баш емисија, и потоа имаше еден природен период кога стана ТВ серија, и во тој природен период нормално се подготвува секој сценарио многу внимателно, нормално тоа е тимска работа, не се работи сам. Предистражување, постоја анализа, да. Истражување, анализа, тестирање на децата што ги интересира, и не само на тој проект. Охо работи многу проекти со деца веќе подолги години, веќе 15 години, веќе имаат некое искуство. Јас влегов во тоа и многу ми значеше да колку научив пред се, таму научив која е големината и одговорноста да се работи со деца, дека не е тоа туку така. Секој збор треба да е одмерен, секој искажан, напишан збор, секој било каков проект што работите, треба да е навистина да внимавате што правите. И кога гледам како низ годините едуцира Петко и забавува, тоа навистина многу ме радува дека има таков македонски проект. И после Петко дојда вчерашни новости, да, сосема друга страница. И сега со треба човек да има и чувство за мајтапење, сатира. Да. Тоа е па исто посебен вид на одговорност, или ќе бидете тривијални, или ќе бидете навистина смешни, иронични. Да. Таму која беше вашата функција и колку време се задржавте? Таму почнав од почетокот, значи уште кога се формираше идејата за вчерашни новости, и бев уредник на целата емисија, односно вестите, бидејќи тоа се вести исто како и за другите вести, нормално дека треба уредник, значи бев одговорна за целото пакување. И од самиот почеток, бидејќи бев, за мене беше исто ново, нормално за Бранко кој што искусен, не беше ново во таа смисла за сатира и хумор, меѓутоа како концепт е нов. И да, тешко е. Предизвикувачки е како да бидете истовремено, бидејќи се работи за политичка сатира, да бидете истовремено и сатирични, и духовити, и релевантни. И кој сака да чита меѓу редови, таму лежеше целата вистина од сите други вести од околу. Да, особено вчерашни новости почна во еден специфичен политички период. И многу е тешко, ја сега за себе лично зборувам, и таму научив што значи да се трудиме да бидеме објективни.
Значи, нормално дека секој од нас има различни ставови за она што се случува во општеството. Има доза на субјективност, Се пристрасност. разбира, меѓутоа кога работите политичка сатира, се разбира дека треба да внимавате. Не се работи за баланс, туку се работи за од страна да се гледа целата ситуација. И тоа таму го научив, мислам дека до перфекција, иако многу ми беше тешко во таков политички период, каде што и лично си бев задоена со некакви ставови, да се дистанцирам и да можам од страна да успеам да гледам, да се направи објективен пристап кон работите. Да не претерате во критиките, Се зашто разбира. материјал за критика имаше во изобилство. Се разбира и да се биде објективен и нормално да не се гледа еднострано. Да. И Петко се уште постои и вчерашни новости се уште што секако постојано плусовите ќе одат и кај вас, нели, за да вам ќе би оди во прилог дека нешто во што сте биле дел ќе трае се уште. Да. Сега да позборуваме малку за филмот, бидејќи вашата актуелна работа, преокупација е медија програмата, која што е во рамките на Европската Унија. Вие ќе кажете како е вистинската дефиниција, но вие се грижите за проектите кои што треба да се имплементираат овде во Македонија, односно нашите луѓе да ги искористат европските пари за да ги реализираат своите идеи според строго поставени правила и се чини дека е клучна е вашата улога сега, бидејќи сме како велат на чекорто до Европската Унија и вистинскиот момент е да фатиме приклучок на културен план. Да. Токму тоа што го кажавте, значи тоа се вика Креативна Европа медија и е програма на Европската Унија која што финансиски го поддржува филмот и аудиовизуелната индустрија и секоја земја си има свој представник. Јас сум представник за Македонија од 2018 во септември, инаку програмата е тука од 2016 година и мојата улога е да ги стимулирам, да ги информирам и да им помагам на сите оние кои што се заинтересирани да ги искористат овие фондови најмаксимално што може да постои за најдобри можни нормално проекти. Тука спаѓаат филмови, серии, филмски фестивали и различни други проекти кои што се однесуваат и на онлайн дистрибуција за филмот и така натаму. И многу ми е интересна работата и истовремено ми е тешка, но би рекла онако ќе речат, избегнувам да го кажам тоа предизвик и тешко истовремено, ама навистина е така, затоа што многу ми е важно колку што и бидејќи филмот го сакам од срце, од многу мали години и никогаш нема да го отсакам и многу сакам и македонскиот филм да биде виден не само во Македонија, туку надвор од Македонија, во Европа и во светот. И токму тоа оваа програма го потикнува. Значи да ги потикнува продуцентите и оние кои се занимаваат со филм да сватат дека филмот треба да е кој што ќе речат светска работа, значи треба да биде виден од што повеќе луѓе. И мојата лична мисија меѓу другото тоа и по таа цел се водам. Еве сега веќе колку работам, прилично тазе сум, нема ни една година, меѓутоа веќе навлегувам длабоко во работата. Не мора да е директно врзана, но мора да се служиме дека во најлошото за системот време, да речеме, кога работите не функционираа системски, имавме на вистина големи проблесоци. Да не споменуваме што се случи со тајната состојка на Ѓорче Ставески, со Ханиленд, со многу други филмови се случија на вистина добри филмови кои што помина и надвор. Да. Добро, што е стимул за натаму и не смее да биде инцидент. Треба да биде дел од системот. А не можеме да се пофалиме дека минатите години се снимаа филмови, но ако ја подвлечеме линијата, ќе видиме дека не можеме да бидеме многу горди, сепак се работеше за индивидуални успеси. Се разбира, некако некој убав бран дојде последниве години и со Медена, и со Ханиленд, и со Петрунија, која што беше во официјална селекција во Берлин. И имам чувство и мислам, гледајќи ги, нели, и новите генерации на продуценти, режисери, автори, дека допрва доаѓа некое убаво време и дека треба да се
дека допрва ќе се гордееме, дека не треба да биде тоа инцидент, како што рековте. Да. Неодамна имавте убав настан, односно донесовте на вистина еминентно име, кое што со своите искуства верувам дека и ќе поттикне автори, но и ќе ги подучи како подобро кога ќе го направат добриот производ, како да го продадат, како да го пласираат, како да стигнат до пари за да го дореализираат. Меѓу другото, канцеларијата на медија, односно медија дескот, улогата е да носи експерти во својата област кои што ќе им помогнат на нашите продуценти и режисери да научат нешто дополнително и да им помогнат да им го олеснат процесот за правење на копродукции со продуценти надвор од нашата земја. Така и го викнав Брайан Макгил и тоа беше еден тренинг интензивен од 2 дена за како најдобро да направите питчинг на својот проект. Нема соодветен македонски збор за... А тоа би значило онака обширно македонски? Тоа би значило да успеете во кратки црти да го презентирате својот филм и да го продадете. Значи да го продадете пред некој потенцијален кој што има пари или кој што сака да влезе во вашата копродукција или можеби е тоа телевизија или некој филмски фонд надвор од земјата или во земјата и така натаму. Дури и на оние коктели кога одите на филмски фестивали и на неформални дружења, како некој во 3 реченици да го освоите со проектот, за да може да си размените визит карти и следниот ден да седнете на состанок да го слушне, бидејќи знаеме колку многу има низ светот. Па не, во денешната динамика на живење никој не ви дава простор. Ако не си ги искористите вашите 5 минути, тогаш никој нема ни да ве сослуша понатаму. Така е. И прилично бев задоволна и нема нормално тука да се застане, допрва ќе има такви настани и тренинзи кои што се надевам ќе бидат од корис на нашите продуценти. Тргнавме од ова што е денес, а сега да ве вратам малку наназад. Поменавте од кого сте ја добиле таа љубов кон читањето, кон филмот, но јас имам впечаток, познавајќи ви го семејството, дека вие сте поблиска со таткото, а тој е доктор. Тоа е друга димензија, друга блискост? Да, тоа е љубов од невидени размери, мислам од невидени. Поддржувач секогаш. Јас барем сум забележала кога имате некој битен настан, тој е тука да ве поддржи. Поддржувач и главниот со кого што ќе звучи малку, ама секојдневно се слушаме и се консултираме за најмали работи. Јас сум заљубена во татко ми во смисла на тоа, јас се воодушевувам на неговиот животен пат. Нема да зборувам за тоа и на сето тоа што тој го постигнал самиот. И тоа е тој кој што постојано ме поттикнува да работам. Да не застанувам и да не се обесхрабрувам. Значи, едно е кога имате нормално талент, друго е кога имате инспирација, еве ова што зборувавме. Меѓутоа, ако имате некој низ годините кој што постојано ве поттикнувал да работите и да не застанувате, да не се обесхрабрувате, да не паѓате, да не го затварате компјутерот ако не можете нешто, да не се откажувате, тоа е татко ми. И тој ми е таа водилка која што целиот живот ми го, онако ќе речат, драйвот ми го ме поттикнувал низ животот. И затоа сум толку блиска. Мислам, блиска сум и приватно секако, се си кажуваме и па мислам дека и смислата за хумор ми е и делумно и од него. Да. Вие сте горд носител на омилената планина на вашата мајка. Бистра. Да, и на мојот татко. Да. Зошто? Бидејќи таму се запознале. Моите родители се запознале во Маврово на планината Бистра. И среќаш запознале таму, па ме крстиле Бистра, да не беше некоја друга планина, ќе беше малку чудно. Например. Да, ама тоа име секоја стоело и брат ми кога се родил, ако бил женско ќе бил Бистра. Тој е Гордан, јас сум Бистра. И ние имаме таму викендичка, моите постојано одат на... Тоа не викендичка, вашата мајка после секоја работна недела завршува таму. Тоа е нивна куќа и тие таму планинарат и се, меѓутоа јас уште не сум се задоила со планината. Си ја носите со себе? Си ја носам со себе, не планинарам, прилично сум мрзлива на таа тема. Сакам природа, ама не како што сакаат тие, можеби кога ќе постарам ќе одам јас. Планини, ќе собирам печурки и чаеви, како не сега сум сосема надвор од тоа. Да. Како велат она популарно веќе и досадно урбано и рурално, вие сте од урбаните типови, го сакате градот, што друго ве
прави да се радувате, освен пишувањето, работата која што си ја сакате и работите во доменот кој што го сакате, што е многу ретко во последно време на некој да му се случи, љубовта да си ја претвори во професија. Не знам колку е среќно тоа, меѓутоа тоа е најсреќно. Јас имам среќа до сега од сите години работно искуство колку што имам, тоа се колку 10 на 15 можеби години работам. Секогаш сум работела работи во кои што уживам. И веројатно затоа и сакам и да одам на работа, не сум од оние што не сакаат да одат на работа. Станувам и ми се оди на работа. Во моментот кога нема да ми се оди на работа, веќе ми е симптоматично дека треба нешто да променам со себе или со работата, веројатно. Урбано или рурално, да, го сакам градот, го сакам нашиот град многу. Мислам дека никогаш не би се иселила од овој град. Меѓутоа ми треба, бидејќи работам цел живот со луѓе околу луѓе, многу ми треба во денот да се осамам, да, и тоа си го правам, си го дозволувам, тоа и си го исклучувам и телефонот и се осамувам без разлика дали е тоа во град или во природа. Нормално сакам вода и покрај вода. Меѓутоа да, во град би живеела секако. Сакам и дружења, сакам многу друштвени игри. Сакам да победувам во друштвени игри, тоа сум затоа и ги сакам. Како помало дете во семејството, веројатно ви попуштале, па... Не ми попуштале, не, никогаш не ми попуштале и многу сум безобразна кога играме друштвени игри. Тогаш се менувам скроз и тоа ми е убаво затоа што можам да бидам друга личност. И така се забавувам. И тоа е тоа, да. Друго што ме прави среќна, вода, море, седење на пусти плажи каде што нема многу луѓе, истражување на нови места кои што не се оптеретени со луѓе. И околу книгите, бидејќи разговараме во книжарница, што последно ви се допаднало, ви изненадило? Тоа е многу тешка тема за мене, затоа што многу не се сакам себе си во последно време, затоа што не читам интензивно книги. Значи, јас сум кампањски читач. Тоа значи читам еден период многу, па потоа не читам воопшто, па сега потоа читам сега ме фаќате во тој нечитачки период и не се сакам себе затоа што секогаш кога ќе завршам една книга си велам ајде одма сега да почнам нова, бидејќи тоа ми се многу ми е убаво, се разбира. И ќе се случи нешто рез и повторно ќе влезам во фаза на нечитање. Последно читав Орландо на Вирџинија Вулф и ми изненади во смисла дека прв пат читам нешто од Вирџинија Вулф и во суштина искрено сакам проверени автори, класични и работи кои што сум ги пропуштала, а многу имам пропуштено на животот, непрочитано и читам таква литература. Кога читам таква литература, ете последно ја се навратив, веројатно сум ја читала во средно, ама не сум обрнала внимание на Коцкар на Достоевски и Си имате задачи, проекција, што треба да се надоместите? Да, имам многу за надоместување, за жал. Мислам и секогаш ќе има, веројатно, никогаш тоа е неисцрпно, Ама вие сте редовен читател и на романите на вашата мајка, зашто знам таа секогаш дели еден кој што сум била еден од читателите. Не знам, ги дели веројатно различни генерации, некој што има врска со тематиката, но Бистра Ѓоргиева е редовно меѓу сите. Да, јас се читатели. Дека ги читам. Да, тоа е нешто што го читам и што го обожавам. Не можам да знам дали е и субјективно мешано или е објективно. За некои работи знам дека објективно се одлични. Нормално дека ги обожавам на мајка ми романите. И сега ќе излезе незината Игбал, мојата тајна, која што е инспирирана од мене кога бев дете. И сега влезе во лектира за 7 ден и изборна. Едва чекам да ја прочитам пак да видам како била. Нема простор во оваа емисија да ги фатиме сите аспекти на вашето семејство, ама јас ќе потсетам дека треба да се има навистина повисока свесност, кога некој близок во семејството ќе почине и целото семејство едногласно да одлучи дека делови од телото на таа сакана личност ќе живеат во други луѓе. Потсетувам дека двајца горди носители на бубрезите на вашата
Тетка се уште живи, ги познаваме, прекрасни личности. Вие тогаш колку години имавте, како го доживеавте целото тоа? Јас имав 23 години, значи не бе воопшто мала, или 24, и во моментот кога почина тетка ми, кога се случувала таа одлука, јас живеев во Данска, значи тогаш бев на коледжот за филм, да. И прашањето беше, одлуката беше дали да дојдам воопшто, нормално и за погребот и за се, меѓутоа решив да останам таму. И многу сум горда. Специфични се тие моменти, нормално нема да навлегувам, меѓутоа кога многу го преживеав и ми беше живот на школа таму сама да се соочам со тоа, бевме ние многу блиски со мојата тетка и со уште едната тетка која што ми е жива. Значи таа одлука се случуваше многу брзо, бидејќи нели се работи специфично, да. Јас бев консултирана нормално со пократка постапка да, не, да. Иако јас не бев таа што одлучува, нормално нејзиниот син Александар Трајковски беше главниот што треба да одлучи и нејзините сестри. И тоа е нешто, не е правиот збор горда, ама чувството дека сте подариле некому два животи, нема зборови да се каже, така што ние после таа случка нормално дека сите се договоривме, меѓу себе си кажавме дека секој од нас ако во таква ситуација се најде дека би сакал истото да го направи, да ги подари, да. Да се вратиме таму каде што почнавме, Джиновската продавница за фантазии се најди на овогодишниот саем на книгата, подпишувавте книги, ова секој што ќе ја фати во рацете ќе види дека е навистина скап производ, не само по содржината, туку и изработката, прекрасна екзекуција на една книга, не е воопшто ефтина, но продажбата оди многу добро. Дали тука сте изненадени или очекувано верувавте во? Јас не размислував воопшто, да бидам искрена, за продажбата. И некако тој дел, тоа и други автори сум слушнала дека го зборуваат, и навистина е така, веројатно не за сите, кога ќе го напишете веќе кога ќе излезе, веќе за некој друг живее. И јас многу се радувам дека оди добро продажбата, многу ми значи, бидејќи како што кажавте и цената не е многу ефтина. Меѓутоа кога се работи за некое убаво дело, нормално цената не треба секогаш да биде пресудна, се разбира. Се работи за многу квалитетна изработка, многу квалитетни илустрации и целото е спакувано одлично, така што заслужува да има цена достојна. Сепак се работи за авторски проекти. Мора да се почитуваат, секој да се го почитува делото и трудот околу тоа во однос на цената. Многу се радувам кога добивам од родители писма, мејлови, дека децата им се радуваат и како ги читаат, како заеднички ги читаат. И тоа ми го прави денот, таква некоја една порака од родител. Да. Вам вие фантазирањето иманентно, се е тоа во ред, кои ви се темите, преокупациите? Вие сте про SF тип или контра? Сте од оние што ги гледате Game of Thrones или од оние што немаат гледано ниту една? Значи, каде ви се движи фантазијата, за да знаеме што да очекуваме во иднина, и така напишете роман за возрастни, дали тоа ќе биде фикција, дали ќе биде животна приказна? Јас сум од оние што не гледа Game of Thrones и дури се замислив пред некој ден, свелам, јас научна фантастика воопшто не сакам кога се работи за филм. Никогаш не ме интересирало. И ниту па детски филмови анимирани не ми се омилени. И си помислив колку е тоа нелогично, бидејќи тоа што ме интересира е фантазија, а едното со другото нели некако е врзано. Можеби ќе се навлечам и на тоа, можеби не сум дала доволно простор. Така што не знам, меѓутоа фантазија како фантазија ми е нешто што нема да излезе никогаш од мене. Тогаш мислам дека ова ќе биде соодветен подарок и благодарност од Арс Ламина и од Литература МК. Ова е новата сликовница од унгарскиот автор Ласло Багоши, а илустрациите се на Мари Такач, чисто така една прекрасна, сосем друга естетика од Джиновската продавница, но верувам дека ќе ви се допадне, зашто ова е театарска представа која што е многу популарна, колку што ја знам, во Унгарија, па и да ве поттикне и продавницата да ја ставите на сцена, ако некој се заинтересира, бидејќи е доволно сликовита за да е добра подлога за нешто такво. Ви благодарам многу, одлично. Да. И ви благодарам за овој разговор. Јас верувам дека ќе се сретнеме и друг пат. Се разбира, ви благодарам и вам.
Thank